Не е изненадувачки што пораката за воскресението на Исус Христос покрена цела низа сомнежи и прашања. Имало приговори веднаш откако се случил тој надприроден настан, кој е основа на целата структура на христијанската црква. За евреите од библискиот Ерусалим представувало хула на некакви отпадници за какви што ги сметале христијаните, тврдењето дека распнат злосторник би можел да биде Месијата. За древните културни грци, кои верувале во бесмртност на душата, самата помисла за воскреснато тело била одбивна. Дури и за христијаните гностици од втори век, поприфатливо било гледиштето дека Христос бил бесмртен дух која отфрлил својата смртна обвивка. Вистина е дека воскресението на Исус е вистински тест за човечкиот разум. Не треба да бараме далеку. Во врска со овој чудесен настан, доволно е да ги испитаме луѓето од најблиската придружба на Господ и може да видиме сомничавост и сомнеж што навлегол дури и меѓу избраниот круг на неговите ученици. 12 мината се затвориле во некоја горна просторија и навистина имале сериозни сомневања за вестите што ги донеле жените мироносици. Сметале дека тоа се преувеличени вести. Но на патот кон Емаус, воскреснатиот Исус се појавил и ги придружувал, одел покрај двајца од учениците, но тие не можеле во тој сопатник да го познаат лицето на својот сакан учител. Апостолот Тома, кој со својот ум размислувал строго во рамките на разумот, упорно одбивал да поверува во вестите за воскресението. Ако го земеме предвид нашето време, учењето за воскресението се чини уште по-нереално и абсурдно. Тоа е затоа што нашата ера го обожествува разумот, се фали со човековите освојувања и достигнувања и почна во нашите арогантни суетни мозоци постепено да формира чувство на тотална самодоволност и семоќност. Но оваа семоќност создава голема забуна, затоа што денес гледате многу луѓе кои се изјаснуваат дека се христијани, а го негираат фактот на воскресението, бидејќи едноставно не можат такво нешто да разберат. Црквата изјавува дека не можеме да пристапиме кон овој настан со рационални или човечки мерки. Тоа не е природна, а ниту неприродна реалност. Не е рационална, ниту пак ирационална вистина. Тоа е настан надвор од природата, надрационална реалност која го игнорира разумот, ги надминува неговите тесни и кутри граници, настан кој е ослободен со моќта на божествената волја. Воскресението побарува верување ако сакаме да му пристапиме и да го прифатиме. Бара од нас вера без рамки и ограничувања, без она бескрајно навраќање, да, но вера која дава смисла и визија и на овој живот и на идниот живот. Вера која не ги анализира овие вистини, затоа што не може да се расчленуваат, не може да се сватат, не може да бидат подложени на кревки аргументи, на световни и според тоа на човечки и застарени принципи кои ги врзуваат луѓето во рамките на нивното ситно постоење. Знаењето што се добива од овој свет не може да знае ништо друго освен мноштво мисли, а не она што може да се знае преку едноставноста, простотата на умот. Навистина, воскресението бара едноставност на умот, едноставност на мислата, детскост, тоест чиста и искрена вера. Христовото воскресение е победа над смртта и утврдување на надежта на бесмртност. Оваа надеж може да даде храброст, да обезбеди сила и истрајност за луѓето да се справат со проблемите и болките во овој живот. Воскресението е кулминација на Христовите страдања. Тоа следува веднаш по трагедијата на крстот. Токму во тоа е надежта. Фактот дека зад крстот, кој што секоја личност без исклучок го носи во овој живот. Зад крстот е Христос кој страда со нас, кој ни дава ослободување, откуп, вредност, воскресение на животот и на совеста,
крај на болката и маката. Не е лесно да се верува во воскресение, да, но испитајте го и размислете за спротивното, за живот без воскресение. Нема ништо поабсурдно од овој свет без воскресението, а без безсмртноста нема ништо поочајно од овој живот. Затоа, да веруваме во она што не сме го виделе и ни е тешко разбирливо. Наша награда за таа вера ќе биде тоа што еден ден ќе го видиме оној во кого верувавме. Христос воскресна.